Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. 4 дена по невремето што брзо мина низ САД за да остави милиони без струја, дури и жртви, најмалку 20. Денеска не е многу променето. Екстремно високите температури не помагаат. Еве ги деталите. Метеоролозите велат, рекордниот топлотен бран што го пече источниот дел на САД ке продолжи најмалку уште до крајот на неделава. Топлината особено тешко им паѓа на оние над 2 милиони луѓе кои се без струја во регионот по невремето во петокот, што урна дрвја и го прекина енергетското напојување. Температурите се над 40 целзиусови степени и многу домови немаат функционални клима уреди и фрижидери. Се јавува дека поправките за некои може да траат цела недела. Најмалку 20 смртни случаи се поврзуваат со екстремното време. Особено се засегнати болните и старите. Вашингтон, Д.С., Мериленд, Вирџинија, Западна Вирџинија, Охајо и други се уште се во вонредна состојба. Одиме понатаму со вестите. Истражување на јавно мислење сугерираат дека председателот Барак Обама има само мала, веројатно незначителна предност пред републиканецот Мит Ромни во трката за Белата куќа, додека чека на новиот извештај за состојбата со невработеноста во петок. Двајцата кандидати неделава си зедоа одмор за празникот 4 јули. Со Ромни на имотот Крейзеро во Њу Хемшир и Обама во председателското одморалиште Кемп Дејвид во Мериленд. Најголемиот производител на авиони во светот, Airbus, со седиште во Европа, вели дека планира да изгради прва фабрика во САД. Локацијата е јужната држава Алабама, каде се планира да почне производството на патнички авиони А320 до 2015, што е директна конкуренција на американската компанија Boeing. Малкумина надежни автори можат да ги видат своите дела во печатена форма, но тоа веќе не е норма за некој да влезе во професијата. Модерната технологија е клучот. Во продолжение ќе ви кажеме што мислиме со ова преку примерот на градежен консултант во пензија кој ужива во својата нова кариера овде во нашето соседство. Недела попладне, а во оваа куќа во Александрија, Вирџинија, има редица посетители. Внатре, Џон Сол потпишува примерот си од неговата прва објавена книга со наслов Свеќа на прозорецот. It's a collection of verse that I've compiled over the last 40 years. Ова е збирка стихови што сум ги собирал изминативе 40 години. Книгата има 66 селекции, од детски хумор до љубов и романтика. Со колапсот на локалниот пазар на недвижнини пред неколку години, 64-годишниот поранешен менаџер во градежната индустрија почувствувал дека е време да ја сподели страста за пишување со светот. По неколку неуспешни обиди да дојде до издавач, Сол го променил пристапот. Колекцијата сам си ја објавил како електронска книга. Yeah, it's surprising the reaction I've gotten from online. Ми изненади бранот на реакции, до книгата може да дојде речиси секој од цел свет. Продажбата преку интернет оди одлично. Но не се сите љубители на електронските книги. Добив многу барања од луѓе кои сакаат едноставно да држат книга во рака, а не да ја читаат на електронска направа. Сакав на некој начин и нив да ги задоволам. Решението Сол го нашол со помош на локалната книжарница Политика и проза, позната по така наречената еспресо машина за книги наречена Опус. Машината им дозволува на муштариите да ги печатат книгите во електронски изданија. Од книжарницата велат дека ниту еден проект не е преголем или премал. Цената е $7 по книга, а потребни се само неколку минути за процесот за печатење. Од почнувањето се работа во ноември, Опус отпечатил околу 6000 книги. И што е уште позначено, овие самообјавени книги се продаваат и во книжарницата. Џон Сол вели дека толку е задоволен од досегашната соработка што планира овде да ја отпечати неговата следна книга. Синтетичка дрога, народно позната како сол за капење, дојде на американските улици пред некоја година, но мина незабележано додека полицијата не почна да известува за случај на зависност со бизарно однесување. Најстрашното е сепак ефектот што го има на мозокот, но и тоа што создава проблеми за законодавството, зашто не може да ја санкционира. Сега е мирно, но не беше секогаш така за Ешли.
Минатата година таа се разбудила едно утре во автомобил, без чевли и температура од -8 степени Целзиусови. Вели дека била дрогирана со соли за капење. This drug is psychotic. It is Оваа дрога е психотична, луда работа е, никој не треба да си игра со неа. mess with. Како и другите што ја користеле, Ешли ја внела преку носот. Изгледа како секоја друга сол што се употребува во бања за омекнување на водата. It's very Но не е. dangerous. Лекарите велат дека дрогата ги носи корисниците во состојба на возбуден делириум. Стануваат параноични, супер луѓе, ако подолго се во таква состојба. Point, sir, may I help you? Зависниците често се насилни. Повиците за труење во земјата регистрирале од 0 вакви случаи пред 3 години до 6000 минатата година. Your QRS was Доктор okay. По Стромберг од Центарот за токсикологија во Вирџинија вели дека нивните вработени ги знаат симптомите. Patients tend to have to be subdued by Пациентите се multiple агресивни и police треба да бидат совладани со officers сила. and И ако for чуете whatever дека reason, некој се they соблекол на јавно take their место, clothes голема е off, веројатноста they дека е usually под влијание на сол за suspect капење. that case. I see. You just put the MDPV in. Истражувачи на школата за медицина при Универзитетот на Вирџинија откриле зошто оваа дрога е толку мокина. Луис де Фелис вели дека ја менува композицијата на мозокот и реагира како да е мешавина од две дроги. This is a very Тоа е powerful мокен метафетамин и многу силен, долготраен кокаин. Сега има привремена забрана на оваа дрога во САД, но додека не се донесе закон на ниво на држава, во речиси секоја сојузна држава може да се најде некоја варијанта на соли за капење. Сите лесно достапни. И не само што трчаат голи, туку се и агресивни и халуцинираат. Тоа се ефектите на дрогата врз зависниците, чии компоненти ги имате дома. Утре вториот дел на серијата за солта за капење. Утре во Newsflash. Продавници веќе не држат сол за капење, но зависници секој ден ги бараат, велат собствениците. Другите компоненти ги има во секој домаќинство. И тоа е се за денешнава емисија. Ако нешто пропуштивте, појдете на нашата интернет страница glasnaamerica.com. Таму е емисијава и многу повеќе. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање до утре.